сигурни дека доколку се испочитува нашата правна стратегија која што ја имаме анализирано подолги години, која што ја протежираме, дека ќе успееме да го вратиме името Република Македонија во Обединетите нации. Зошто го велам ова? Може би ќе изгледа депласирано и безпредметно да после 25 години од приемот во Обединетите нации да сепак сметаме и тврдиме дека нашиот прием во Обединетите нации е нелегален. Ова го категорично го тврдиме од правен аспект, поради честопати сме го говориле, повреда на членот 4 став 1, повреда на членот 2 став 1 и 7 од повелбата на Обединетите нации. Значи, едноставно ни се наметнати, поред оние основни услови кои што ги има, нам ни се наметнати лично како држава два дополнителни услови. Едниот, да прифатиме привремено име, иако некои ги велат референца, во смисла да го оградуваат референца, да ни се обраќаат другите држави со привременото име, а ние можеме слободно да возвраќаме како Република Македонија, сепак за мене е тоа привремено име. И второ, да преговараме со Грција околу промена на своето име. Значи, де факто и де јуре се работи за два неправни услови, дополнително наметнати услови. И вие со вакво неправо не можете да барате право во државата. И оттаму сметаме ние дека со резолуцијата на Обединетите нации, посебно, ќе ми дозволите јас да ги цитирам точно, само бидејќи резолуцијата на Обединетите нации, само момент да се снајдам овде, значи 817 од 1993 година и резолуцијата 47/225 од 1993 година на Генералното собрание, нас ни се наметнати овие услови. Зошто велам наметнати? Многу малку во Република Македонија знаат дека тогашниот председател на владата на Република Македонија на 24 март 1993 година по однос на нацрт резолуцијата на Генералното собрание, тоа говорам за нацрт резолуцијата 817, јасно е во таа нота која што е пуштена, јасно е кажано дека Република Македонија ни под кои услови не е спремна да го прифати ПЈРМ или БЈРМ, нели како име за својата земја. Во истата таа нота се изразува и разочарување што Советот за безбедност не ја следел стандардната форма на резолуциите за прием на нови членки во Обединетите нации. Што значи и покрај ова несогласување наше, тие нас не примија по принципот земи или остави. И така си тече сиве овие години без никој да не се обиде да исправи оваа неправда. Во таа смисла, значи ние сметаме дека приемот во Обединетите нации е воспоставен со тоа што е нарушен принципот на самоопределување, на самоодредување на легалниот идентитет од една страна, а од друга страна е воспоставен дискриминаторски членски статус, што значи правна нееднакост со другите држави на Република Македонија, што укажува на правна невалидност на приемот. И ние сме спремни тоа да го докажеме во една легална процедура и затоа велам додека траат преговорите, не знам зошто сите досегашни па и премиери и министри за надворешни работи не покрена она што ние го баравме. Значи, Македонија има потполна правна слобода да го постави прашањето за легалност на условите кои што ни се наметнети од страна на Генералното собрание на Обединетите нации, односно да предложи една нова резолуција во Генералното собрание со која што ќе бараме советодавно мислење од Меѓународниот суд за правдата за согласноста на поставените дополнителни услови кон Република Македонија при нејзиниот прием, кои што не се во согласно со одредбите од повелбата. На тој начин, многу елегантно, ќе го решиме овој спор со името и гарантираме дека Република Македонија ќе си го задржи своето име. Зошто не сакаат? Очигледно ќе покаже времето, висината ќе испрема на површина, а ние ќе бараме одговорност од сите досегашни премиери и министри за надворешни работи, па и председатели, ако сакат. Јас рекол и уште во старт дека сум песимист и да не бидам погрешно разбран, значи ова што го предлагаме ние како стратегија со правни средства да го решиме, тоа не го исклучува и понатамошното преговарање. Проблемот е зашто и досега паралелно не се водеше една ваква постапка.